Поголемиот пожар што вчера и претходните денови го зафати Штип, една вила беше опфатена, а сопственикот се здобил со изгореници од втор степен и бил згрижен во клиничка болница во Штип. Александар Ѓорѓиевски, кој како пожарникар учествуваше во спасувањето на сопственикот на вилата, пред камерите на МНЕТ телевизија изјави дека човекот е надвор од животна опасност и дека бил спасен по навремена интервенција. Тој посочи дека сопственикот храбро се обидувал да ја спаси својата вила, иако тоа било невозможно поради силниот пожар. Ѓорѓиевски најави дека неговата хуманитарна организација ќе помогне во целосната обнова на изгорениот кров веднаш по неговото излегување од болница. Вчера знаете дека во Штип имавме пресериозен голем пожар. Цели 2 дена без неја големи пожари во Штип. И од информациите што ги имаме како институции, званично е дека само една вила е изгорена на наш сограѓанин, истиот тој човек што вчера го однесовме до клиничка болница Штип, го згриживме, има изгореници од втор степен човекот. Морам да потенцирам дека машки лавовски се бореше да ја спаси својата вила, но мора да се биде искрен, тоа беше и невозможно да се гаси. Вака сега, јас овде нема да се обртам како пожарникар, овде се обраќам како човек на хуманитарна организација, прв човек на хуманитарната организација Подес рака спаси живот. Сакам да споделам со јавноста дека како хуманитарна организација при првото излагање на човекот од клиничка болница Штип, кога ќе биде пуштен од болничко лекување, дека мојата хуманитарна организација, сите луѓе што ја поддржуваат мојата хуманитарна организација, ќе се ангажираме и ќе дадеме свој придонес на човекот што му изгоре кровот, што му изгоре куќата од големите огнени стихии, целокупно да му го покриеме и да му го реновираме кровот. Тој ги повика сите хумани граѓани да се приклучат на хуманитарна акција со цел да помогнат во обнова на изгорениот кров на нашиот сограѓанин. Човекот е надвор од животна опасност, спасен е човечки живот. Суштината на нашата работа е да спасиме човечки живот. Куќа се гради, на човечки живот никогаш нема да се врати. Еве, еден јавен апел и се обраќам на сите оние што ме критикуваа вчера по социјалните мрежи, да се вклучат во оваа хуманитарна акција и да дојдат да бидат на лице место горе кога ќе го реновираме кровот на човекот. Ѓорѓиевски најави дека целта на оваа хуманитарна акција е подигање на свеста и дека човечкиот живот е најголемата вредност.